Снимивме предходната епизода. Спомнавме таму воздуси нечисти, ова, она ти реков ми рече. Пошто долго време тема на муавете тој воздухо загаден. Цело време сите чекат некој нешто да преземе, а никој сам не ги ја преземи ништо. А Господ гледа. И гледа Господ гледа од озгоре и ти вели, знаеш шо? Тие не преземате ништо што не преземате. Туку дај јас ен ветар да дам да исчистам малце, оти ќе се угуши. Порече дува, мање, ето покриви да летат, то струи да па хаос. Хаос, уште немаме струена фаза. Морав други штекери да варам да ги брцнам овие амбиенталните да свети нешто, немаме да снимам. Абе седи море и рад му било на времето ни струјани ништо така, светјата другори дувни и засписи. Не ние сакаме тука затворени простори, светла, вакви такви ти реков ми речи. Аздис. Туку шала настран се моли ЕВН да си суреди тие дефеците. На та цена коштање на пренос на струја, баре струјата враце ти ја носат до дома. До сега овие дефеците требаше бидат решени, ама ќе дам време да се опаметат луѓето ти да не манаме но видео за таа работа. Немој таму. Девој кој ќе сека. Тука сме за духот да го подкрениме, не да се испокараме таму. Тука сме бате ветар во магла. И се кајна за го преведи што би дошло за џабе сме тука. Ништо ветар во магла. Деко ќе има магла ветро не помага. А уствари кога ќе дувни, малце се чисти та магла да се растерваме, сваѓај. Таков ветер во магла сме овде. Така што сејте се на шпица да пуштиме па да дувниме малце да истераме та магла да одишуваме работа. Ајде бате, пуштај. Ветрот дувна, снего снежи, покриво иде негде в мрежи. Не само што дупно дување бате, дури снеже заврне. Ето. Прво ветрот ти прави покриво ти го дува и после снег ти паѓа. Стајди се па живеј работата бате. Туку шала настрана, пред да продолжиме се смееме на муабето. Ако случајно на некој му се деси некој ефект ваков предизвикано природни феномени од Божја работа, кажувајте таму, пишете, има организации, има луѓе со влијание, пишете таму, ќе бараме помош, ќе бараме чаре. Како беше она стара? Еден за сите, сите за никаде. Така сложно. Се. Ние кој што не дал Господ така задоволни луѓе од се во животот, што правиме најчесто? Кој е магла не ничи. Ама шо е ова бе, вака да пливаш во магла, шо магла е ова? Цело време затнато вака. Коне дувни малце го расте. Ке дувни ветро ќе однеси се живо. Што сторе дување бе не однесе ова не е сала. Ави шо е ова работа море гла, немојме да кренеме дува кор. Коне светлино сонце вака стопли малце измрзна. Ќе ти мани сонце во декември. Море не салам ври. Крајо не му се наоѓа. Цело време камен, се акуси рака и да извајме во декември. Шо е ова работа? Декември дојде снег не видов. Ке му падни снег. Море снег врнење шо ке беше ова. Урано заврна годинава кај се видело снег во декември. Ете и Македонија пат па изденаде. Патиштата катастрофа, са треба ја снег да рин. И така натаму шо и да излези, ние битно ќе му најме замерка некоја, ќе му најме нешто, не е проблем. Задоволен народ море. Задоволен од се во живот. Тој буш ништо не зема да направи да промени за себе, за другите околу него некоја добрина. Не, тој времето му смета него. Ти времето иначе ако се погодеше времето, абе ти не знаеш која работа ќе сра, која добрина ќе направиш, бе, тоа чудо некој. Ама дека време. И знаеш оти сме такви како народ. Ти немаме лошо видено бе брат, вие не знаете лошо шо. Какви невремиња има по светот. Кај нас ќе се деси нешто вакво и катастрофа. Дувни троветар почнуваат да летат. Ламарини, пластики летат, канти контейнери се тркалат по улица. Море клими се разнишват, паѓат кровој летат. То пак ќе речам, ова не е некој кој знае каков ветар, не е ураган. Ами тек да биде ураган или торнадо некој, тогаш шо прави? Не дај Боже ен послап ураган, полојна без покриви ќе останиме море. А во светот шо не? Пример во Америките има торнадо вели. Долина на торнада. Шо уште појако? Шо луѓе живеат там? Значи местото ти се вика долина на торнада. Самото име ти кажува дека има најмногу торнада тука. И ти пам велиш, не, ова е мојот дом, јас тука ќе живеам. Ама ќе ти ја турни куќата бе брат. Нека турни ќе ја преправи. Замисли цел живот да треба да преправаш куќата бе брат. Од пустина. Значи не можеш толку торнадото да турни куќата како ти што можеш да ја направи. И вака дур збора си вика може да треба некоја проверка направиме дали имат нешто балканско тие таму што живеат оти. Ова инато некако така како балкански ми делу. Не можеш да знаеш. Знаеш уште појако што таму во Америка имаш и луѓе што ги бркат торнадата бе брат. Тој не бега од него, тој го брка торнадото да го најде или ќе вози пред него демек да му избега или зад него ќе вози, ќе урла. Си се собират, имаш групи луѓе се собират и ги бркат. Аха, наваму ојде едното, натаму ојде другото торнадо. Боже Господ. Тој не гледа куќата дали ги има дувни, него брка покрив од куќата. Торнадото го брка бате. И се наклюкат батината и урлат.
Демек многу јако торнадо бркаме ни. Кај зватуле ако му речиш дома ојдов го брка в торнадото или урагано или ветро шо и да ќе ти избркат од дома. Браво, јаде Мирки Сарјабардовци, зависи кај ти е поблису. Само да се одмориш вака малце психички. Она упа на други окрај од свето на кај Азија, Мазија, она му Джене. Монсуни има. Па то монсун кој ќе дувни бе вате. Вака дрвата и превиткува да корни бате. Па негде нон-стоп поплави има, негде пустински олу има. Не знаеме кај нас ќе најава. Утре ќе дува ветар со пустински песок од Сахара, значи таа олујата таму до толку мава шо од Сахара до тука иди песок. Значи пусти песок, пустински може од Сахара да дојди до тука, не му е проблем. Ама проблем му е на Евана да дојдат фазата да ни ја пуштат шо ни фали. Ето е бе. Ако ништо друго баре не мора патувате до пустините онаму да ги гледате дома видат тие песокот дома ви. А најако од секој се работи за времето и за конспирации за такви работи, ми се муаветите за Харпот. Аз не знам, може да тој постои, може да не постои. Не, никогаш не сум се интересирал, никогаш не сум навлегвал во такви работи. Нич не би ме чудело ако постои, пошто шо се не имат измислено, ние сме ептен назад, ама нема врска. А не е тоа јако, јако е шо луѓето имат нешто слушнато, недослушнато, појма нема дали е така или не, ама се убедени дека е така. Тој нити има студија прочита, книга нема прочитано не студија. Нити некој релевантен му каже, тој има слушнато негде на кооперација нешто, Харп се спомнало времето, го контролира и си врзва жичките внатре. Да бе, знаеш дека е така. Ти види сонце, оп, дош, од каде то така? Кај се видело сонце па дош. После дождот иди сонце, како од сонцето дош? Не дека е Божја работа, ама добро, ајде. И уште појако. Сите се убедени дека некои виши сили го користат тој Харпот над нас баш. Оти немат тие каде во свето да го користат и да завршат некоја работа. Немате, тие го земат Харп и го пуштат над Дедевалци. И тука да влијае Харп. После тоа го зема тој Харп и само на Диково го пушта, па после долно Ризари да менва малце ме сваќа. И на крај на денот знаеш како? Добро, ако сакаш да верваш дека баш над тебе Харпо го пуштат и прат такви работи, добро, може да и е така на крај на денот, јас откај. Ама и вака да прашаме едно прашање, еве, не стручно. Ако веќе постојат Харпо и такви работи за контрола на време, оти на пример не го користат тој Харпо, да оладат малце земјата, пошто нели глобално затоплување, се топат мразоите, растат морињата, може катастрофа да се случи, да се уништи цела земја, рестарт да мани, зашо па некој друг ќе ни биде крив, не сме ние, ама добро. Отиете, ако постои тој Харпо, не земат да ги замрзнат пак тие ледените дело или да оладат земјата малце, да се подврати малце во контрола. Се ќе речиш за парието за контрола е добро, може да еве над Тополчани ќе оманат Харпо ради некаква контрола и ради пари. Во ред. Па на крајот на денот треба го спасат тој свето во кој што живеат за да можат да и трошат тие парите што демек ки за работа да го оманат Харпо тука негде. Оти не го спасат свет. Ако ја имат таму. Додуше добро, аз не викам дека се сите бистри деца што имат моќ таму нека. Сум сегде во свето претежно си огледат ќаро, нема думат многу каде како шо и колку долго. Ама сепак, дали мислиш дека кога некој би имал моќ да го направи тоа, да го контролира времето и да го спаси свето, не би го спасил, а макар и за ќар. Тоа ме интересира ми одговорите чисто вака информативно, не стручно. Пошто јас лично мислам дека се е Божја работа. Бе. Особено време, ти може да можеш некако негде му действуваш, ама дека можеш да го контролираш баш како со рака вака да го носиш да го правиш тешко. Исто така ако искоментираш нешто леле кај заврна, кај мана сонце, магла, ветар ова она, дека ќе те направи поубаво да се осеќаш, нема те на. Пошто ние барем тука имаме среќа да сме на едно парче земја, на еден простор кај што можеме да видиме помалце од убајната на сите времења. Се ти не мораш сите да ги сакаш. Пробај малце уживај, бидете малце благодарни. Пошто живото е тој. Ако не си направиш ти убаво да ти биде убаво да се осеќаш, никој нема ти на. Пошто секоја промена на време, секоја промена воопшто во животот, без разлика дали на поубаво или на полошо според тебе, може да ти дојси нешто убаво. Само што пак ќе речам, треба така си поврзан овде во жичките, да сакаш да видиш убајната во работа. И мислам дека доста е за денес. Си направивме ред убај муабети ред мајтапче и ви оставив малце храна за размислување, па пишете таму во коментари да видим дока одат конспирациите, кој како размислувам, интересираат и шо знај. Можда темата ветар во магла ќе се претвори во некакви конспирации. Не може да знај. Картите се отворени. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.